Почитувани, по не знам кој пат разговараме за криминалната коалиција СДСМ-ДУИ и нивниот однос кон младите. Однос кој е само ветувања, манипулации и лаги, но вчера се надминаа и себе си. На вчерашната одлука на влада ги видовме мерките за така наречената рационализација на расходите во Министерството за образование, кои предвидуваат дополнително уништување на веќе мизерниот студентски стандард. Во таа рационализација имаат предвидено намалување на стипендиите, намалување на студентскиот оброк и приватизирање на студентските домови. Ветуваа брда и долини, едно поголемо ветување беше изградба на студентски градови. Од ветување за студентски град стигнавме до приватизирање на веќе постоечките студентски домови, во кои, да напоменам, немаат шајка за ковано. Веќе не знам по кој пат го менуваат студентскиот оброк. Го менуваат само со една цел – за ефтин пиар. Веројатно така ги подучуваат. Нема врска што системот се распаѓа, стандардот тоне, битно денес ќе напишеме по некој статус, ќе снимиме по некој спотче, а студентите нека се мислат што ќе прават. Идентична е ситуацијата и со стипендиите. Ова веќе не ви поминува. Секоја една од горе наведените мерки, повторувам, само ќе доведе до дополнително уништување на веќе мизерниот студентски стандард. Од тука апелирам до МОН, не го слушајте трајно неспособниот дезертер и преиспитајте се себе и неговите препораки. На младите им е веќе преку глава од вашето неспособно работење и на следните избори ќе ви испратат во опозиција, а потоа ќе има и одговорност. Благодарам на вниманието.